Благодарам, председателке. Колешке, дискусијава ви беше само како да кажете нешто. Во суштина, ништо не се задржавте на амандманот, а и како битно прашање е последувањето, односно поставувањето на вакви дрва. Исто така, многу бевте контрадикторни. Од една страна викате дека нема потреба од вакви дрва, дека има потреба да се сади, па да сме насаделе не знам колку дрва. Од друга страна викате дека акцијата за садење на дрво, ден на дрвото не чинела бидејќи се саделе дрва. Пред да ми реплицирате, сконцентрирајте се што ќе ми одговорите. Значи, дали сте за да садите дрва или да не садите дрва? Друга работа, на места како што е Рекорд во Скопје, каде што е на делови на Илинденска и така натаму, нема простор да се насадат 275 дрва, ама има простор да се насади едно вакво еко дрво. И тоа не е само на Рекорд или пред собрание, пред собрание можеме да ставиме едно еко дрво, бидејќи нема простор да се стават 275 други дрва. Исто така, кога веќе се загриживте колку пари се потрошиле за ден на дрвото и сите други акции, ќе ве молам, бидејќи има гледам статистика, сте ваделе пари, сте направиле, ама не сте направиле математика колку кошта гинко дрвото кој што го посадивте на местото од споменикот на ќосето. А добро ќе беше да извадите исто така статистика колку пари фрливте да го срушите споменикот и да отидат залудно тие пари, да ставите едно гинко дрво пред овакво. Ве молам, ако сте веќе по статистиката, да ми извадите статистика колку пари фрливте на гинко дрвото и концентрирайте се дали сте за садење на дрва или не сте да се сада дрва.